И како што ви најавив на почетокот на денешново неделно опуштено дружење, денеска ќе бидеме максимално креативни, ќе инспирираме и ќе зборуваме за сето она што на нашите денешни гости им стана хоби, но од хоби некако им прераснува и во една огромна пасија, љубов, па и професија. Денеска правиме видео мост со една наша успешна македонка која живее во Ровињ. Патем пишува на македонски и на хрватски јазик, но секаде и секогаш Македонија е присутна во нејзините дела. На линија ова утро од Ровињ ја имаме Габриела Давидовска-Банич. Габриела, добро утро! Добро утро и ве поздравувам, поздрав до сите гледачи, до сите вас во студиото. Ви благодарам за оваа можност да се видиме на еден ваков начин. Так. Јас многу се радувам и многу сакам да истражувам и да дознавам за наши успешни македонци и македонки ширум светот, но ти ја имаш таа чест и можност да живееш покрај море на Истра во убавиот Ровињ, каде јас не сум била повеќе од 15 години и толку многу ми недостига, можеби и ќе имам наскоро прилика да дојдам и да те посетам и да видам како живееш, каде твориш и каде се инспирираш, но еве кажи ми за почеток, пред да ми кажеш нешто повеќе за творештвото, кажи ми, успеа ли Македонија да ја на некаков начин да ја преболиш и да најдеш свое парче мир во убавиот Ровињ? Не. Всушност вака, јас пред минатото лето, пред една личност кажал вака: нити сум овдека, нити сум таму. Тој паметен човек ми рече: не ти во право, ти си и овдека и таму. И се согласувам со него. Значи, Македонија не е преболена, никогаш нема да биде преболена. Меѓутоа, ја овде навистина си го најдов својот втор дом. Да се разбереме. Мене тука навистина е убаво, навистина сум убаво прифатена. Не сакам да правам паралели, има работи кои овде се подобри од таму, а нема работи кои таму се подобри од овде. Јас ги имам двете земји, ги имам двата града, ги имам двата народа, на мене ми е супер. Имам два великдени, имам два Божичи, имам празници, едно чудо и многу ми е убав животот. Да, прекрасно. Така размислува секој космополит, а космополитите се луѓе кои целиот свет им е дом, целиот свет им е место каде се пронаоѓаат себе си, каде уживаат и каде внесуваат радост на секаде каде што ќе пропатуваат. Така посакувам да биде секогаш каде и да те однесе животот, можеби некогаш и професијата. Пишуваш од многу одамна, дали си нашла досега одговор зошто, од каде тој порив за пишување? Искрено не пишувам од многу одамна. Од многу одамна имам желба за пишување. Значи, уште во основно училиште, мојата драга професорка по македонски јазик, сега веќе покојна, го откри тој талент и ме гураше по надпревари, по литературни средби, по секакви такви некакви случувања. И дури понекогаш ми беше и напорно, зашто секогаш јас, зашто морам јас, секогаш јас. Се чувствував како да бев казната. Дури таму некаде пред крајот на школувањето разбрав зошто. Јас кога видов колку на другите деца им е тешко да направат писмена работа. Таа жена во мене ми го покажа мојот талент, го виде во мене, однесуваше кон мене како мој родител, беше навистина многу добра со мене. И запамети дека ми раскудна желба за пишување, за уште повеќе пишување, малку повеќе ме беше према поезијата, која денес ми е запоставна, малку повеќе по прозата. И тоа се заврши приказната скачањето од школските клупи, ама имам желба, многу читав, имам желба јас да станам писател, јас да напишам роман. Еден ден така разговаравме, мојата тоа приказна, тој има 11,5 години, сега тогаш имаше 9,5. И најсериозно ми праша, престанала да пишам. И јас немам тоа прашање, почнав да се оправдувам и да кажам дека јас имам желба, јас напишам роман, ама каков е тој карактер, темпераментен, дали води, кога, мама, кога? Ајде да видиме кога. Многу брзо тоа се случи пандемијата,
се случи да останам без работа и да кажам, ето е среќа. Значи, сега моментот. Сега е моментот, имаме време, имаме простор, имаме идеи. И уште последните денови на работа, кога ги одработував, во главата ми дојдоа 3 реченици за првиот роман. Значи, ми дојде почетокот, средината и крај. И кажам, тоа е тоа. Му дадов наслов на романот и така остана. На тоа и се држев. Јас секогаш на моите романи им давав наслов пред почетокот и не ги менувам до крајот. Нити содржините, нити романите. Евентуално, кога ги преведувам, може да заменам два, да кажам, ајде вие двајца окренете се еден наспроти друг. Никакви други измени не правам. И така, седнав несигурна како, дали ќе успеам да склопам една синхронизирана приказна, не е тоа малку материјал. За месец дена Храбра кукавица беше готова. Ја предадов на реализација, не застанав, кога видов дека е тоа супер, дека уживам, дека е она нешто кое го читав 100 години, дури Храбра кукавица беше на реализација, продолжив да пишувам други романи. Напишав и почнав трет, кога Храбра кукавица излезе. Кога ми ја пратија да ја видам, кога ја земав во раце, доживеав една емоција неверојатна. И тогаш знаев дека тоа е мојот повик и дека од тука натака нема да престанам да пишувам. Прекрасно. Значи во секој лошо има и по нешто добро. Пандемијата не затвори дома, ни ја ограничи слободата, ни ги врза устите, но не ни го врза перото. Така, напротив, кај тебе приказката дека тогаш започна целата страст со пишувањето и многу луѓе навистина пронајдоа некое свое хоби, пронајдоа некој искриен талент кој што никогаш немале храброст па и време да го извадат надвор на виделина за да можат да го споделат со светот и навистина прекрасно. Кажи ми, колку си самокритична, колку си несигурна додека создаваш некоја приказна, фантазијата претпоставувам дека мора да е вклучена на најако за да можеме ние да создаваме ликови, да креираме приказни, да правиме заплети и така натаму. Размислуваш ли секогаш, се ставаш ли во улога на читател, како тоа читателот ќе го протолкува и како тој ќе го разбере некој заплет, да речеме? Секако. Јас сум секогаш во улога на читател, меѓутоа јас сум специфичен читател. И моите романи ги правам онака како што на мене би ми се допаѓале. По тој критериуми. Јас многу содржини не читам, или ќе започнам некоја книга и ќе кажам нити е книгата лоша, читаноста е, не знам, бестселере, не е за мене. Не благодарам и се оставам. Јас книгите ги правам на прво место за мене. Значи, во нити еден роман, нити еден лик нема влезено главен лик, а да јас не се согласувам со неговиот карактер. Може би го создавам од фантазијата, може би го земам од 15 луѓе околу мене да го направам тој лик, ама додека јас не сум, додека не е на моето задоволувачко ниво, книгава нема да излезе. Така да сум доволна читател, не се сомневам во себе воопшто и тоа се докаже дека има луѓе слични на мене на кои моите романи се допаѓаат. Одлично. Те инспирирали дополнително морето. Јас мислам дека кога би ја имала таа привилегија да живеам на море, да можам да се осамам, да ја слушам, да го слушам звукот на морето, да гледам постојано, секојдневно во тоа бескрајно синило, да мирисам сите мириси што ни ги пружа морето, мислам дека навистина би направила чуда, би напишала чуда да ја имам таа чест, затоа што мислам дека луѓето кои што живеат на море не се ни свесни колку се благословени. Да, за жал така е. Јас кога дојдов моите први денови од животот на море беше секое излегување од дома, секое поминување на кај продавница било каде, поминување покрај морето. И како ќе се ние луѓето сме чудни суштества, многу брзо се засетуваме од некои работи. Се фатив себе си во еден момент дека не ми е важно да поминам по обала или да поминам од друга страна. И тогаш си кажав, мора да се разгледам себе сама, да се вратам на тоа дека Господ ми овозможи да живеам тука и дека треба да му благодарам секој ден поминувајќи по истата патека и благодарувајќи му. Значи морето и така е лековито. Тоа е лековито, нели?
Тоа е лековито. Да. Мојата зграда е 70 метри од морето. Јас немам кај да искочам на морето. И секако е инсталација, особено оние фантастични зајдисонца со неверојатни були. Не можеш тука да останеш рамнодушен. И еден пријател, се допишувавме и ми кажав дека пишувам и ми вика, а кај си? Јас сум па дома пишувам. Како можеш да пишуваш дома? Лаптопот со тебе и таму, на таму. Викам, го право си, го правам и тоа, ама не тогаш кога дува бура. Преубаво. Ти завидувам. Тука морам да ти признам дека ти завидувам затоа што ја имаш таа привилегија, лаптопот под мишка и на обала. Прекрасно. Ми интересира, Габи, многу. Те имали тебе во твоите романи, во твоите писанија? Апсолутно ме има и тотално ме нема. На кој начин? Сега, на кој начин? Значи, нити еден мој роман не е автобиографија, меѓутоа, како што кажав, ја нити еден лик не го правам без да е во согласност со мојот карактер. Така да, сите мои ликови не се јас, ама те како ми има во нив. Значи, пораката која ја праќаат тие ликови е моја. Јас сакам да им испратам на луѓето. Ситуациите со кои се справуваат на одредени начини кои јас се обидувам да се справувам во слични ситуации. Значи, ме нема апсолутно како во автобиографија нема никаде, ама ме има секаде. Секој еден. Кои се најсилните пораки кои што сакаш да ги испратиш, некогаш символично, некогаш директно, некогаш на поинаков начин? На кои пораки ти е фокусот? Најмногу на тоа дека и тоа како има добри луѓе, иако се ретки, дека и тоа како чуда се случуваат, позитивни чуда секој ден, и дека што и да не се случи во животот, колку и животот да не фрли на колена, секогаш има излез, освен ако е смрт во прашање. За жал. Ако е болест, за жал или смрт, тука е веќе приказнава завршена. Се дури ние сме живи, се дури ние функционираме, се дури ние може да заработиме повторно пари, да се подигнеме повторно. Немаме граници, немаме. Јас некогаш живеев со граници, јас некогаш мојот лик од романот Умрев за да живеам е ставен во неверојатни граници. Тоа е една жена која е буквално си ја замислува како ставена во тегла и затворена со еден поклопец одгоре. Тука, ти си тука за внатре и ќе правиш како ти е кажано и ќе живееш како ти е кажано. Меѓутоа, на Билјана животот и се смилува да нејзиниот син и го отвора тој поклопец на теглава и ја влече надвор. И тогаш Билјана дознава која е таа сушност и колку многу може. И поракава е, женава е диаметрално противна на себе си од почетокот и на крајот на романот. Тотална трансформација доживува и поракава моја, ако може Билјана, можам и јас. Браво. Може сите жени, може сите мажи, може сите деца, само треба да си ги погледнеме своите способности да се разбудиме, да се разбудиме и да се потрудиме да го турнеме капачето од теглата во која сме затворени, а понекогаш свесно, ама понекогаш и несвесно седиме таму без да превземеме ништо. Каде да ги најдеме твоите книги? И ајде малку повеќе околу творештвото. Ти си автор на 5 романи, така нели? Да. Ги има во Македонија да се купат, да се набават? Има во Македонија. Значи, мојот прв роман искочи во Хрватска како моја благодарност према хрватскиот народ, особено према полуостровот Истра, кај што јас живеам, за топлиот прием на домашните луѓе. Вториот роман искочи во Македонија, на мојот најубав јазик. Потоа пак имавме роман во Хрватска, пак имавме роман во Македонија, па имавме некои преводи на англиски и третиот роман, Лудача, искочи како прво на англиски јазик, на Амазон, а пред неполн месец, или можеби веќе има еден месец, веќе не бројам, искочи во Италија. Браво! Во издавната куќа Абра Бокс, да. Браво, секоја чест!
Секогаш, како успеваш во секое твое дело да ја сместиш и Македонија, кажем, и во хрватскиве и во македонскиве? Како успеваш, како тоа го правиш смислено или едноставно тоа е посилно од тебе? Двете. И смислено и посилно од мене. Затоа што е посилно од мене, затоа смислувам како да направам. Значи, во првиот роман апсолутно е нема Македонија, затоа што го посветив на хрватскиот народ, на истријаните. Меѓутоа, од тука натаму, дури и онака што нема потреба од неа, ја основам на голема култура. Го земам менталитет на изумната култура, некои ликови се направени дека се македонци, а воопшто не се македонци, ама така се замислили, за да ја презентираме Македонија. Значи, премногу ја сакам мојата земја, некој ќе каже, лесно е да ја сакаш од надвор, ама луѓе кои ме познаваат одамна знаат дека е така и кога бев дома и кога живеев во Македонија, така да не можам да ја оставам и сакам да презентирам секаде и еве и по утакмици имаме и македонско друштво во Пула, значи се обидуваме на секаков начин да ја задржиме и да ја промовираме нашата култура и нашата традиција. Браво. И мене тоа е многу важно. Така, ги спомена на почетокот хрватскиот народ и истријаните дека првото дело го посвети на нив како благодарница. Какви се истријаните како луѓе? Имаме ли ние нешто слично во менталитетот? Знам дека ја знаат, таму не постои човек на Истра кој што не знае да ја пее македонско девојче, па дури и Битола мој роден крај многу ја пеат таму. Јас сум имала прилика да слушам на нивни забави како ги пеат тие две песни и ми го стоплија срцето на вистина. Какви се по карактер, по табиет? Што се однесува до песната Битола мој роден крај, сузе ќе те израдувам на Бадник оваа година. Нашиот прекрасен Давид Темелков ја отпеа на Средеровињ. И тоа со македонско знаме околу себе, значи тоа беше да се растопиш. Ја не знам како не се први доли не верувам. Да. Инаку истријаните се супер народ, супер луѓе. Јас искрено се плашев, близу се до Словенија, близу се до Италија, Хрватска е, не знам, се збори дека се ладни, вакви, такви. Мене ми се супер народ. Супер. Луѓе како и ние, луѓе кои сакаат да се дружат, луѓе кои можеби не се толку гостопримливи како што сме ние, ама секогаш се отворени и да помогнат и да побараат помош. Прекрасно. А тоа што ги зближува луѓето. Така мислам и јас, така мислам и јас и така и јас сум ги доживеала истријаните. Кажи ми околу контактите со публиката, со читателите, околу фидбекот, околу она што тие подоцна ти го испраќаат и ти го пишуваат откако ќе ги прочитаат твоите дела. Какви се коментарите? Тоа ми е омилениот дел. На тој дел се надевав кога почнав да пишувам. Мислев дека, кој знае, некој може ќе прочита, некој може не. Меѓутоа, еве, например, што се однесува до романот Мајка од магла. Ја у 2 сатот преку ноќ добив порака од жена која плаче. И која ми вика, до сега го читав романот и не можев да спирам. Значи, јас сум отворена, мене многу ми значи кога некој ќе ми пише. Кога некој ќе ми каже, ми се допаѓа или до сега не се случило да каже, но ми се допаѓа, не знам зошто не се случило, може би нема храброст или не се случило на некој толку да не му се допадне. Меѓутоа рецензиите, тој фидбек на вистина е на едно ниво кое мене ме растопува. Да, прекрасно. И кога мене праша, како се заработува од пишување? Мене тоа е прашање кое од кожа ме вади и ако се трудам да останам цивилизирана. Јас не пишувам за да се обогатам, за да заработам не знам какви пари. Не викам дека е тоа нешто лошо. И така би било супер. Да се живее од продажба на книги, да. Да се живее, тоа е сонот на секој писател. Меѓутоа, јас не почнав да пишувам со таква намера. За да профитираш, така. А меѓутоа, тие емоции кои ги доживеам од луѓе кои ми се јавуваат, јас веќе имам остварени виртуелни пријателства со луѓе со кои чекаме да се видиме и у Македонија и у Хрватска, со кои дури сме се запознати. Верувам, така е. Еве,
Мој читател од Куманово ова година од сите 4 страни на светот го избра Ровин да дојде на одмор и да се запознае со мене. И бевме заедно секој ден и се поминавме многу убаво. И едва чекам да се видиме повторно. Значи се случуваат вистински, реални пријателства. Со некои од тие жени, од тие читателки, веќе нити не разговараме за книгите, за романите, ние разговараме сосема други теми, разговараме за детето, за семејствата, за работата, но тоа е убавиот дел, емоцијата која ја доживувам. Така, едва и чекам кога ќе се сретнеме на твој или на мој терен, неважно да си размениме книги и да си споделуваме коментари од после што ни се допадна или што ни остави впечаток. Мене знаеш што ми е најубав момент во мојата пишувачка приказна, кога ќе добијам убава благодарница или порака и кога ќе добијам фотографија дека моите книги го свртеле светот. Добивам слики и фотографии како моите книги се сончаат на Бали, на Малдиви, Тајланд, Флорида, Лас Вегас и каде се некаде што моите читатели ги однеле низ светот, ги сликнале и ми испратиле фотографија. Тоа ми е посебна радост и уживање вистина. И едва чекам, Габи, кога ќе се сретнеме и ќе зборуваме за нашите дела. Кажи ми само на самиот крај уште што е следно што ќе ни најавиш во подготовка си за нешто ново? Следно само ќе се надовржам на ова наше видување, значи секако би сакала да се видиме во Ровин заради тебе. Меѓутоа, мислам дека можноста да се видиме во Македонија е поголема, затоа што долго време се разликуваше едно прашање дали распустот, некој мини распуст од син ми кој сега ќе се случи на крајот на февруари и мојот годишен одмор ќе се поклопат и на крајот испадна дека се поклопија. Супер. И дека сепак доаѓаме до крајот прво на во Скопје февруари. ќе се видиме, така? На 23. еве информација за тебе и за гледачите, на 23. февруари во четврток во 18 часот во Занечиски дом во Куманово, во организација на Градска библиотека Тане Георгиевски и во соработка со мојата издавачка куќа од Македонија Збор од Велес, ќе направиме таа долго очекувана промоција, затоа што книгата Мајка од Макова искочи у еден момент кога јас последен пат бев у Македонија. Нити некоја имаше прочитано, нити имавме некакви средби, нити имавме некаква промоција, ништо. Од тогаш у Македонија имаме уште една книга и ова е моје прво доаѓање од тогаш до сега. Веќе има читатели, веќе има луѓе кои ја прочитале, веќе има, како што спомнав, некакви пријателства. И едва и чекам да се случи таа промоција, да дојдеме и да сите тие луѓе дојдат и како што викам јас, мојата заработка, едва и чекам да ги гучнам тие читатели, тие мои согласни, роднини. Стварно, еве, покана Сузе и до тебе, 18 часот, 23.2. за Нечиски дом Куманово, и за сите кумановци, и за сите скопјани, за сите кои се расположени, да дојдете, да се видиме, да се дружиме, да се изгушкаме до следното видување. Одлично, ќе се потрудам да бидам таму, а ти ќе ме подсетиш благовремено, затоа што еден куп обврски, снимања и активности. Габи, многу ти благодарам што ова неделно утро еве вака ги почестивме гледачите со убави разговори, инспиративни разговори, ги подсетивме сите оние кои што одамна не прочитале некоја добра книга, дека секогаш времето поминато со книга не е залудно потрошено време, напротив е многу квалитетно и драгоцено време. Се гледаме кога ќе дојдеш во Македонија за 2 недели од прилика. Биди добра, поздрави го морето денеска ако правиш прошетка неделна околу Ровин и уживај сега и тука во мигот, знам дека тоа го правиш, уживај со твојот син, со блиските, со саканите, со семејството и се разбира се гледаме на наш терен, на македонски терен. Така е, се гледаме дома. Дома се гледаме. Тоа беше нашата драга денешна гостинка Габриела Давидовска-Банич.